Па ја не забележи да ти кажам. Не, мамат не го лъжат и тоа баа ги лъжат. Реална цена е 250 денари. Добро, со попуст? Со попуст излегува 200 денари еден пар чорапи. До сега се казнети над 118 трговци по однос на Законот за заштита на потрошувачи и тоа во вредност би било од над 10 милиони денари. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Само прашај. Деновите пред и по празниците се период на радост и желба за подновување. Па така секој од нас сака да се почести или да ги израдува најмилите со омилениот производ. А тоа е доволно убедливо, ако омилениот производ се најде на рафтот за попуст. Тогаш на шега велиме дека не трошиме, туку заштедуваме. Но колку се реални попустите? Дали навистина имаше празнична ликвидација или беше само обична манипулација? Колку од вас се почувствуваа измамени? Останете со нас. Организацијата која што се залага за заштитата на потрошувачките права вели дека секоја година речиси да се повторуваат и трговските, но и потрошувачките грешки. Оние што сакаат да продадат, редовно се трудат да ги надмудрат оние што во еуфоричниот период сакаат да купат без да бидат многу внимателни. Во овој еуфоричен предпразничен период, потрошувачите сакаат да купуваат и трговците сакаат да продаваат и својствено на тоа имаме многу акции, многу распродажби кои што често се и нереални, кои што често се на некој начин нечесни трговски пазарни пракси од страна на трговците. Така што нели трговците нудат производи, да кажеме врзани производи со заедничка понуда во однос на белата техника и технички апарати се нудат некој вид на распродажби и тоа најчесто се случува да се нудат на производи со недостаток, што се утврдило нели низ годините наназад од поплаќи од потрошувачи. Понатаму се нудат прехрамбени производи, се нудат производи за нели облека, обувки и слично кои што може да покажат одреден недостаток. Така што потрошувачите нели најчесто водени од онаа еуфорија да купат нешто предпразнично во брзање, не секогаш гледаат што ќе купат од трговците, не секогаш гледаат дали тоа ќе биде купено онлайн од легален трговец или нелегален трговец. Туку нели гледаме да купиме нешто што е на попуст. Иако понекогаш изгледа дека е безнадежна нашата желба за правда, доколку забележиме лажен попуст, Државниот пазарен инспекторат, како институција која е одговорна за контрола на работата на трговците, преку статистички бројки не убедува дека не е така. Во изминатата 2023 година, заклучно со податоците кои што ги имаме до сега, се направени над 25.000 надзори, и тоа се направени по сите закони по кои што постапува пазарниот инспекторат, вклучувајќи ги сите подзаконски акти. Но како се одлучува кој трговец ќе биде надгледан и контролиран? Како се одлучува кој заслужува казна? Верували или не? Овде најголема улога играат представките од граѓаните, а тие во 2023 ги имало поднесено во голем број до Државниот пазарен инспекторат. Во нашиот инспекторат постои оделение за проценка на ризик, па врз основа на тоа се одредува како вид на надзори ќе се направат, односно кои надзори ќе бидат редовни, така што во зависност од тоа што е во фокус на општо на случувањата и зашто најчесто пријавуваат граѓаните, се одредуваат тие редовни надзори по кои што се постапува секој месец во зависност од потребите што треба нели да видат инспекторите, и постојат секако вонредни надзори кои што се надзорите опфатени по представките од граѓаните. Во пазарниот инспекторат пристигнуваат најразлични пријави, имајќи предвид дека во фокус периодов беа одлуките на владата за намалување на цените на основните прехранбени производи, генерално представките се однесуваа на тоа кое што пристигнуваат од граѓаните, имено се однесуваа на тоа дека нема означено гарантирана цена или дека на рафт цената била една, на каса им пресметале друга, или дека стоело до цената гарантирана цена, меѓутоа цената воопшто не била намалена. Исто така стигнуваат и одредени представки по Законот за заштита на потрошувачи, но генерално фокусот оваа година беше по Законот за трговија и се однесуваа представките за одлуките. Од Организацијата за заштита на потрошувачи ги бележат најчестите потрошувачки грешки. Што е она на што со години паѓаат потрошувачите и доаѓаат со поплаки во нивните канцеларии?
А трговците тука нели го користат оној маркетиншки трик да нудат распродажби, да нудат продажби, акцијски продажби на производи кои што и да кажеме се дури по редовна цена, па за време на овие акции ги покачуваат. Па така нели трговците може да ни нудат, како што кажав, акцијски продажби на производствен недостаток. Ние како потрошувачи одиме, го купуваме, не ги гледаме производите, нели ние секогаш апелираме кога купуваме во овој период, иако сме во брзање и во еуфорија, да го проверуваме производот, особено бела техника, технички апарат кој што го купуваме, понатаму да ги прегледуваме убаво нели облека, обувки што купуваме, дали има никаков недостаток. Кога купуваме храна исто така да гледаме рокот на употреба, бидејќи чести се сега тие случаи на продавање гратис производи, продавање производи на акција, всушност рокот на употреба да е многу краток, а вие ја плаќате редовната цена на пример на тој производ. Институциите и организациите се едно, но ситуацијата на терен понекогаш е многу поразлична. Логиката на потрошувачите и логиката на продавачите не е секогаш иста, иако горе-долу секој се труди да биде праведен. На терен, меѓу сите сијалички украси, разговаравме и со едните и со другите, за да ја најдеме златната средина што ќе ни ја даде вистинската слика. Постпразнично и ведро време. Ацо и Татјана брзаат да ги фатат последните денови од попустите. Ке разгледаат, а потоа веројатно и ке се почестат нешто, велат двајцата. Еуфоријата ги држи, па со задоволство застанаа пред нашата камера. Велат, празниците се за убава гозба. Облека има за храна, само ете, нели празници се, сека трапезата да е полна. Да има месо, да има пијалок, да има... Еве ќе се почасти во све. Желби има и меракот е голем. Ама джебот не дозволува да се направи сето задоволство на душата, вели Ацо. Со жалење негодуваот и процентите испишани на излозите од дуќаните не ја изразуваат вистинската слика на каса и оти попустите и не се така големи. Но облека има и на храна послабо малце. Ма месото малце е намалено, како што гледам. Значи не е као порано. Значи може да е 20%, може да е намалено. По прехранбени производи се знае за од маркетите за дома. Така. Не, мамат не го лъжат и тоа баја ги лъжат. Зошто, како? Па не знам, една цена тамо, друга на каса, гледам, сметката не искача. Многу пати. Треба ли да има повеќе попусти поголеми? Па треба да има. Денеска знаеш како ти е. Мали примања и треба да има попусти. Низок стандард, високи цени, како не е скап. Многу несредена работа оде. Цените се направени како да имаме ние 1500 евра примање најниско. Тако се цените високи. Значи цените треба да бе... Еве, Бугарија што е Бугарија, па цените се ускладни со примањата. А овде многу се цените високи во однос на примањата. Бар овако за празнициве треба да има попусти. А напротив, они празници кога се ги качуваат цените. Е, тука малце не убава работа. Значи, се случило за празниците цените повисоки некои да бидат. А баш за овие празници треба да биде пониски. Стана животот скап. Облеката многу е скапа, значи. Не се дозволува да се купи облека. Треба да има поголеми попусти. 4 внучиња добиле пакетчиња. Оти за нив ќе се даде и последниот денар, вели Ацо, но забележал оти и тие биле поскапи од лани. Именка и Цвета се со истав. Велат оти тоа што најмногу им треба е со најмалку попуст. Кристијан пак успел да ги најде омилените парчиња гардероба на попуст. Храна? Скапа ли е? Па скапа е, како не. Треба ли да има попусти на Па храната? треба да има. На што најмногу? Еве за празниците сите сакаме да имаме богата трпеза. Месо, млеко, јајца, сирење, тоа треба помалку. Мамат ли трговците дека ставаат попусти, а да нема? Мамат некаде, да. На што најчесто лажат дека има попусти? На каса ги речат вака, оттаму го земаш поевтино и така. Па да ви кажам, ја не многу верувам во тоа. Зошто? Па зашто една цена, па одоздола става друга, па баш кога треба попуста да биде, ја вада таа што треба да биде и доаѓа пак постаро. И си купив една перница. Да, беше ли на попуст? Беше тоа, да. Али вака што слушам по луѓе, демека тоа имало.
Што според вас треба да биде најмногу на попуст? Еве сега се празници, сите сакаме нешто да купиме, да подариме. Па, условно свет ни треба нешто што е на попуст, би дошло добро дојдено, нели? Па има, ама не на сега. Па, например, на јакни, на фармерки, на... тоа. Па ја не забележи да ти кажа. Не? Треба ли да биде поевтино? Па треба, ама колку ли се пензиите на нас? Тоа е. Она што изненадува е тоа што ретко кој знае каде треба да пријави ако се почувствува измамен. Не знаеме. Не знам тоа. Не знам, да. Па мислам дека пазарна инспекција, дека на друго место. Пазарна инспекција е за цени, за маркети, за тие работи. До сега не сум имал соочување да пријавам, не знам ни дали има, не сум ни видел ти инспекторите. Но како и секогаш, тоа што е скапо за купувачите е речиси бадијала за продавачите. Надица продава чорапи и со задоволство ни покажа се што нуди. Увиени се вака со Дедо Мраз. Увие Дедо Мраз со мотор ни се така. Сите ни се трошат. Омилени бои. Имаме полно бои Сакаат омилени. пошарени да купуваат или? И пошарени, да. И убави и квалитетни. Топлите нозе се и топло срце, тврди Надица. Така ги убедува и минувачите да застанат на незината шарена тезга. Затоа вели, внимава за празниците да стави и попуст, за да си дозволи секој меки и шарени стопала. И покрај сите поскапувања, вели дека цената на незините чорапи останала иста од лани. Па има и на термочорапи има еден пар 250 денари, 3 пара 600 денари. На детските чорапи имаме, памучни чорапи имаме, попуст имаме. Си исплатили да се продава роба на попуст? Па да. Да, тогаш повеќе луѓето купуваат. Значително ли се намалува? Која е реалната цена на овие чорапи, која е со попуст? Реална цена е 250 денари. Добро, со попуст? Со попуст излегува 200 денари еден пар чорапи. Да. Луѓето чекаат обично попусти? Да, да. Па да, за пред нова година да има попуст, за да можат луѓето да си купат. Па најмногу купуваат и помлади. Ист ден, исто место, исто време, две вистини. За едните измами за попусти и скапа роба. За другите продавање дури и со минимална заработка за да ги усреќат сите за празниците. Вестинитоста на двете страни од паричката ја гледаат во институциите кои треба да донесат суд. Има или нема измами во празничните попусти. Што велат од Организацијата на потрошувачи? Кои се најчестите причини за поплаќи до нив? Во изминатава година еве и сега кога ќе биде нели оној тренд предпразничен и празничен на купување, тоа е со производите, продавање производство недостаток, не може да се остварат правата од гаранција и сервисирање. Понатаму даден производ за сервисирање не се сервисира во рокот или им се враќаат повторно производи со проблеми, така се врти оној круг на сервисирање, потрошувачот нели купил производ не може да го користи. Понатаму како што кажав, чести се проблемите на неиздавање фискална сметка и фактура од онлайн трговците, односно наседнување на потрошувачите на оние нелегални онлайн трговци кои што продаваат на социјалните мрежи. Тука се ова голем проблем бидејќи се продаваат производи кои што воопшто не се квалитетни, производи кои што се поразлични од она нарачаното. Слични проблеми се пријавувани и до Државниот пазарен инспекторат. Иако има посебна процедура за казнување, сепак над 100 трговци биле упорни во непоправањето на неправилностите и заработиле глоба минатата година. Генерално во пазарниот инспекторат нема пристигнато вакви приставки од страна на граѓаните, затоа што, како што и напоменав претходно, се што е по закон за потрошувачи се однесуваше или на одлуката, или за сервисирање на производи во гарантен рок, или за квалитетот на производи, или за онлайн нарачување, каде што граѓаните нарачале еден производ, а им доделиле, односно им доставиле друг производ, односно дека производот бил еден на сликата која што се нудела, потоа им стигнало друг производ или во друга боја, меѓутоа најчесто се однесуваат за тоа и секако за оние акцијски продажби, каде што, и тоа е најчесто за маркетите, каде што на рафтот каде што стоело акцијска продажба,
била намалена цената, меѓутоа кога дошло време цената да се наплати, им била наплатена повисока цена, односно не она што стоела како дел од акцијската продажба. До сега има 2100 надзори направено по Законот за заштита на потрошувачи. Имено представките се однесуваат претежно на тоа дали може да го вратат производот граѓаните или дека се незадоволни од квалитетот на производот, понатака дека не сакало да им биде од страна на трговецот сервисиран производот или дека не им дале гаранција, односно не ги дале потребните документи кои што ги содржи самиот закон. И генерално по однос на Закон на потрошувачи представките се однесуваат за тоа. Имено до сега се казнети над 118 трговци по однос на Закон на заштита на потрошувачи и тоа во вредност би било од над 10 милиони денари. Со тоа што пред да се донесе таа прекршочна глоба, инспекторот оди на терен, постапува по представката, гледа какви недостатоци има и му се укажува на трговецот. И трговецот има обврска најмногу во рок од 30 дена да ги отстрани тие недостатоци. Потоа инспекторот оди повторно на контролен надзор, ако увиди дека трговецот не ги отстранил недостатоците, тогаш следува прекршачна постапка каде што се одредуваат глобите. Но постои ли правило како се прави попуст? Може ли обичен граѓанин уште од врата да намири саматна сделка? Од Државниот пазарен инспекторат објаснуваат дека за креирањето попусти има строго определени правила и тоа пропишани со новиот закон за потрошувачи. Тоа може многу лесно да се провери затоа што сите трговци кои што ставаат посебен облик на промет на стоки и услуги имаат обврска кога ќе го употребат тој вид на посебен промет каде што спаѓаат и промоции, распродажби, акцијски продажби, сезонски попусти, имаат обврска, значи до старата цена да ја наведат и новата. Сега, доколку некој граѓанин смета дека попустот е лажен или дека попустот не е реален, тој апсолутно може да пријави кај нас во инспекторатот, затоа што покрај се трговецот има и обврска да води евиденција во согласно со Законот за трговија за тоа како се движеле цените на самите производи, особено на оние кои што ги става во посебен облик на промет. И исто така трговецот кога става одредена стока на попуст или ја намалува цената, мора тоа да го направи врз основа на најниската цена која што била во последните 30 дена. Например, ако тој продавал одреден производ за 6.000 денари, па го продавал за 5.000 денари, па за 4.000 денари во текот на еден месец, односно во текот на 30 дена, кога ќе реши да стави попуст или да ја намали цената, има обврска од најниската цена да го спроведе попустот, односно како што го дадов примерот. Во овој случај, ако најниската цена била 4.000 денари, врз основа на тоа мора да го направи попустот, врз основа на таа цена. Исто така, секогаш, ама апсолутно секогаш, трговците мораат покрај старата цена, значи да ја стават и новата цена. Дали тоа ќе го направат со прецртување, дали ќе го направат со означување, напишано со букви стара цена, да ја наведат цената, па нова цена да ја наведат цената, или кога станува збор за процентуално намалување, те имаат апсолутно обврска да ја ставаат новата цена која што излегува од тоа процентуално намалување кое што го наведуваат воопшто како попуст. За да се зголеми свеста и за да допреме повеќе до граѓаните, ние како пазарен инспекторат спроведуваме и споделуваме едукативни материјали, односно видеа. Во конкретниот случај го работиме Законот за заштита на потрошувачи и го представуваме пред граѓаните, за да можат и тие публиску да се запознаат со законот, затоа што има и одредени новитети кои што се во полза на потрошувачите. Искрено се надеваме дека ќе допреме до нив и дека свесноста ќе се зголеми. Трговците се вешти во креирањето измами, ама со текот на годините и потрошувачите се позапознати за исполнување на своите права, велат од организацијата. Непријавувањето, велат тие, најчесто е заради недовербата во институциите.
И од секојдневна пракса, ева низ годините со потрошувачи да утврдиме дека потрошувачите можеби веќе во последно време се повеќе и повеќе ги знаат своите потрошувачки права, особено нели со користење на интернет може да читаат. Еве ние на нашата веб страна имаме многу едукативни материјали. Ќе напоменам дека сега пред некој ден издадовме и брошурата, новата брошура за новиот закон за потрошувачи, кој што содржи многу повеќе права од претходниот закон, кој што се во насока на потрошувачи. Сега ќе кажам дека потрошувачите нели иако ги знаат правата, понекогаш имаат и недоверба во самите институции, недоверба во самите трговци да покренат да го остварат тоа потрошувачко право, но ние ги обехрабруваме секогаш тоа да го прават, да се пожалат до трговецот, да се пожалат до инспекцијскиот орган со цел да ги остварат своите потрошувачки права. Од изминатата година зголемена е бројката. Оваа година имавме над 1600 поплаки на ниво на цела држава, бидејќи нели во нашите советувалишта примаме поплаки од цела Македонија. Статистиката нели покажува тенденција на зголемување, сега тоа можеби како што ќе кажам, значи еве на некој начин бидејќи нели имаме зголемување на онлайн продажбата, не е веќе на стандардно конвенционално купување во физичка продавница и на тој начин се зголемуваат поплаките. Како што напоменав, најголем процент се во однос на купување производи, а доста голем процент е и во онлайн продажбата. Кога веќе ќе се утврди повреда на потрошувачкото право, пред да се обратат до Државниот пазарен инспекторат, ситуацијата може да се реши и без глоби, доколку и двете страни имаат волја за такво нешто. Првично да потрошувач се пожали поднесе поплака, секогаш бараме да има некаква документација. И затоа и апелираме секогаш кога купувате, дали е тоа онлайн, дали е физички обавезно да се побара фискална сметка, фактура или доказ за плаќање кај тој трговец, за да можете понатаму да атирате постапката, бидејќи без тој доказ е тешко нели што било да се преземе. Значи првично треба да се достават, еве до нас како советодавно биро може да се обратат електронски, имаме 2 мејлови на кои што може да пишат, имаме платформа на која што може да пишат или телефонски да се јават, да достават доказ во зависност од проблемот. Ако станува збор за некаков склучен договор или производ по нарачка, треба да го достават договорот, фискална сметка, фактура, кратко објаснување зашто станува проблем, односно во кој дел се измамени. Ние понатаму ги советуваме во определени случаеви, доколку можеме и ние, и доколку потрошувачот се согласи, поднесуваме до самиот трговец барање да се реши проблемот, да се обидеме алтернативно да го решиме, што до сега се покажало успешно. Имаме во измината и во период многу проблеми решени заедно помеѓу трговецот и потрошувачот, за да не се оди веќе нели на инспекцијски надзор во државни инспекторати или слично. Значи таа е она првична постапка наша. Сега ние сме повеќе советодавно биро, немаме ингеренции нели сами да превземаме инспекцијски надзор, туку ги советуваме потрошувачите каде да се обратат и како што кажав, во определени случаи поднесуваме во нивно име до трговецот барање за решавање на проблемот. За оние што се уште не знаат или не се соочиле со пријавување, од Државниот пазарен инспекторат потенцираат дека има анонимен број кој работи 24 часа и во секое време може да се пријави измама. Ако утврдиме неправилност, да, секако дека може да изречеме глоба и секако дека може да постапиме по допрен глас, затоа што кај нас постои телефонски број 191 кој што значи анонимно пријавување, тој е достапен 24/7 и граѓаните може да пријават. Со новиот закон за заштита на потрошувачи се баш опфатени овие посебни облици на ставање во промет, значи тоа се распродажба, акцијска продажба, односно акција, промотивна продажба, ставање во промет на производи со недостаток или грешка, ставање во промет на производи кои што се со ограничен рок на траење и исто така сезонското намалување. Она што е ново и е практика од Европската унија имплементирано во овој закон е тоа што, како што напоменав, дека цената врз основа на која што се прават попустите мора да биде најниската цена која што е земена во претходните 30 дена пред да бидат намалени производите кои што ги нуди трговецот. Кога веќе ќе се утврди дека трговецот не се придржува до она што му е изречено од страна на пазарниот инспекторат како решение, опомена, наредба или забрана, тогаш веќе следува прекршачната постапка. И Државниот пазарен инспекторат и Организацијата за заштита на потрошувачи велат дека се зачестени онлайн измамите на продажба. Апелираат до граѓаните да бидат особено внимателни, оти ако не се следат правилата, некогаш не може да се реагира иако измамата е очигледна.
можам да поменам кај онлайн продажбата, сега е исто така нели многу актуелна, особено пред празничко кога немаме време да купуваме некои други работи, купуваме производи онлайн, ни се доставуваат, ние воопшто не ги прегледуваме што сме купили и на крај како потрошувачи доаѓаме во една замка, измамени сме, немаме како да ги заштитиме своите потрошувачки права. Многу се зачестени реакциите за тие онлайн измами. Меѓутоа, ние до сега укажуваме неколку пати и укажуваме постојано дека кога граѓаните ќе видат такво нешто примамливо, прво мора да видат дали станува збор за регистриран или нерегистриран трговец. Од причина кога станува збор за нерегистриран трговец, а продава онлайн производи, особено на социјалните мрежи, пазарниот инспекторат нема можност да постапи, од причина што кога ќе стигнат кај нас тие пријави, ние ги поднесуваме до секторот за компјутерски криминал во МВР, затоа што ние немаме систем врз основа на кој што би можеле да ги ловиме тие трговци, затоа што е исклучително тешко, од причина што тој ги продава производите и понатаму кога ќе види дека има реакција од граѓаните дека се измамени и како граѓаните се повеќе и повеќе објавуваат на социјалните мрежи дека се измамени, тогаш истите ги бришат профилите и многу е тешко да се најдат. Меѓу другото, граѓаните треба и да внимаваат на кого му оставаат доверливи податоци кога станува збор за онлайн нарачки. Ние до сега сме имале пријави, меѓутоа сме имале пријави за регистрирани онлайн трговци. Тоа се трговци кои што си имаат продавница, каде што физички ги продаваат стоките, но си имаат регистрирано из онлайн продажби и со нив е многу полесно да се постапува и да се најде едно заедничко решение за разлика од овие кои што не се никаде пријавени. Акцијската продажба на стоки не може да трае подолго од 30 дена. Промоција на стоки и услуги се прави исклучиво на нови производи и не може да трае подолго од 8 дена. Сезонско намалување, како посебен облик на ставање во промет на производи или услуги, се спроведува по завршувањето на сезоната во точно определени периоди. Летното сезонско намалување во периодот помеѓу 25 август и 25 септември во тековната година, а зимското сезонско намалување во периодот од 25 декември од тековната до 25 јануари наредната година. Во 2023 година, околу 70 субјекти биле казнити од страна на Државниот пазарен инспекторат поради измама со влажни попусти. Во согласно со законските прописи, висината на глобите е 700 евра во динарска противредност за правно лице и 200 евра за одговорно лице во фирмата. Грчка компанија Синџер на продавници за бела техника во земјата е казнета со 2 милиони евра поради тоа што за одредени производи на попуст не била јасно наведена цената пред и по намалувањето. Ова беше се во првото издание на Само прашај во 2024 година. Пријатно!